Ескалираат скандалите во здравството. На кардиохирургија оперирале доктори од Србија без лиценци. Смртноста во 2023 на оваа клиника е загрижувачки зголемена според извештајот на Министерството за здравство. 2 недели хирушките сали не функционираат поради хаварија со кислородните пумпи. Најзаплеткано е клопчето со случувањата на државната кардиохирургија. Фрчат меѓусебни обвинувања помеѓу министерот Илир Демири и разрешениот директор Маријан Шокаровски. И двајцата излегоа со различна математика. За едниот смртноста на клиниката е зголемена, за другиот е намалена. Точно е зголемена смртноста. Пред да формирате комисијата која ќе утврди што е што. Тоа може многу лесно да се види во мој термин. Влегувате и го гледате во мој термин колку била смртноста тогаш, колку е сега. Последните 5 месеци покажуваат дека нашата смртност е пониска од предвидената, односно пониска од така наречениот параметар Евроскор 2, во превод подобри сме од она што се очекува. Обвинувањата на министерот Демири се дека на кардиохирургија владее криминал. Странските кардиохирурзи, кои ги кажа со презиме доктор Лазович, Чубрило и Алексич, покрај тоа што немале лиценци во Македонија, зимале и огромни дневници. Дека докторите не се лиценцирани, потврдуваат и од лекарската комора. Од 2022 година до сега во лекарската комора изготвени се времени лиценци за работа на 14 доктори од странство на клиниката за кардиохирургија. Конкретните имиња за кои прашувате ги нема во оваа евиденција. Од овие 14 лиценци, во моментов важечки се 7 лиценци. Алфа му постави прашање на доктор Шокаровски дали кога овие тројца лекари се појавиле на клиниката за кардиохирургија. Но одговор не добивме. Од стручниот колегиум на оваа установа реагираат на обвинувањата на Демири. Тие прашуваат дали наводниот скандал на клиниката е со цел да се покријат вистинските проблеми во здравството. Зарем на овој човек ќе му се дозволи содавање на паушални и своеволни субјективни судови, со која доведува во прашање стручноста, капацитетот и многогодишното образование на малкумината специјалисти кои пожртвувано, свесно и одговорно го даваат и последниот атом од својата сила, за да им помогнат и да ги лекуваат најтешките случаи за кои навидум нема спас. А државната кардиохирургија е само еден дел од нефункционалниот здравствен систем. Во моментот се уште нема абер од надлежните кога ќе проработат операционите сали на хирушките клиники, кои се затворени цели 14 дена, а тоа пак го плаќаат пациентите, но и здравствените работници во ГОП 8 септември и Свети Наум Охридски, каде термините се преполни, а капацитетите недоволни за да се реализираат неопходните хирушки зафати.